Почитувани представници на медиумите, почитувани репортери, присутни граѓани, денеска сме принудени гласно да алармираме за катастрофалниот застој на реформските процеси во нашата држава. Владата на ДПМН, за жал, не престанува да демонстрира шокантна една неподготвеност и целосно отсуство на свест за неопходноста од итно спроведување на реформската агенда, особено кога станува збор за судските реформи, од кои што, како што знаеме сите, директно зависи квалитетот на животот овде. И ова не само што го кочи секојдневниот живење, туку и директно ја компрометира нашата европска перспектива. Ние, како одговорна опозиција, пруживме искрена рака за соработка и државнички понудивме конкретна помош и сериозна експертиза за реализација на државните приоритети поврзани токму со реформскиот процес. Тоа имено беше потврдено и на лидерската средба на нашиот председател Филипче со премиерот Мицковски, која што се случи во април. Но денеска одговорно тврдам дека наидовме на непробоен зид. Сведочиме имено на недозволив недостаток на одговорност и на срамно едно отсуство на соработка со владените институции и особено сакам да нагласам со Министерството за правда. Ова сметаме дека е злонамерна обструкција во однос на пакетот на реформските закони и веќе станува бесрамно очигледно. Работната група која јас ја предводам по властување на председателот Филипче исклучително и посветено работеше на законите, но ние се соочивме со една перманентна нереспонзивност од Министерството за правда. Замислете, бевме упатени сами да ги обезбедиме нацрт законите од ЕНР, бидејќи Министерството одбиваше директна и суштинска соработка, односно одбиваше размена на предлозите за кои постојано тврди дека ги разработува. Денес веќе се прашуваме дали воопшто постојат такви работни материјали. И покрај ова неприфатливо и подмолно би рекла однесување, ние подготвивме и доставивме детални мислења и забелешки за јавно објавените предлози на закони на ЕНР што ги имаат ставено и нашите предлози уредно ги архивиравме во Министерството за правда. Како СДСМ имаме многу суштински и многу сериозни забелешки за овие решенија. И денеска накратко ќе информираме јавноста за нив, а нашите анализи ќе бидат објавени на нашиот вебсайт за сите да може да ги видат и да ги консултираат. Нашите анализи разоткриваат една шокантна реалност. Например, Законот за судскиот совет открива една поразителна слика затоа што од препораките од оценска мисија, на која што вчера токму премиерот се повикуваше, цели 8 остануваат неадресирани, додека 3 се само делумно имплементирани. Законот за судски совет имено, почитувани присутни, ваков каков што е ставен на ЕНР создава правен хаос, бидејќи текстот прво што е полуготов, но и друго целосно е неусогласен со други релевантни закони. Со други зборови, ова решение што они го ставиле на ЕНР не е решение, туку е проблем, бидејќи изобилува со конфузија, како околу изборот на членовите на Советот, така и околу низа други секвенци и стипулации кои што ги содржи. Се уште, например, постои проблем со терминот истакнат правник и покрај сугестиите од оценската мисија, а дополнително обскурна би рекла е сугестијата да се предлага опозицијско замислете пополнување на местата во Советот, бидејќи со тоа де факто се признава дека останатите места ќе бидат веќе однапред политички договорени. И ова е невидена хипокризија. Консеквентно, јасно е дека ова не се реформи, туку станува збор за една непринципиелна и популистичка фарса. Предложениот текст затоа бара итни и суштински измени, за да се постигне вистинска независност и вистински кредибилитет на судството, односно да може да се дојде до национален консенсус за тие прашања. Најапсурдното е сепак што во сите овие решенија владата не покажува ни најмала волја да ја урамнотежи разнишаната check and balance ситуација во трите гранки на власта, туку го прави токму спротивното, со што директно го нарушува уставниот поредок. Токму поради овие причини,
И ова претходно што го наведов, ние денеска алармираме до делегацијата на ЕУ и детално го известивме и амбасадорот на ЕУ господинот Рокас со придружните анализи што ги правивме за состојбите во врска со реформската агенда. Наводните законски решенија почитувани изобилуваат со суштински пропусти кои ги загрозуваат темелните вредности на уставниот поредок, односно демократските принципи. Дозволете да дадам уште еден пример за хаосот кој имаат намера да го создадат. Например, предлагаат воведување на тест зајавен интерес во Законот за слободен пристап до информации, а ова решение се чини дека има намера фактички да ги прикрива, наместо да ги открива информациите. Односно, отвара врата за самоволие и за цензура, наместо за транспарентност, односно, наместо да ја одрази битта и суштината на законот. Кај Законот за прекршоците исто така несфатливо е како тоа не се предвидени доволно мерки за намалување на сообраќајните прекршоци, ниту пак систематска работа со несовесните возачи. Предлагачот се фокусирал само на пеналите, а тоа знаеме сите е целосно неефикасно. Кај Законот за јавното обвинителство, наместо да се заштити независноста на јавниот обвинител, се воведуваат решенија кои овозможуваат уште подиректно мешање на извршната власт, а дополнително скратувањето на стажот за избор во повисоки позиции го сметаме за многу сериозен удар врз професионализмот, додека преопштите основи за разрешување на јавниот обвинител разорно ја подкопуваат правната сигурност. Така што наместо да се зајакне улогата на Советот на јавниот обвинител како стручно тело и да се гарантира правото на одбрана на обвинителот, се нудат повторно непринципиелни решенија. И да не должам многу, ќе повторам, нашите анализи се објавени на веб-сајтот и ова што ние го воочивме изискува сериозна јавна расправа, па затоа нашиот председател Венко Филипче ќе иницира таква расправа во својство на председател на Националниот совет за евроинтеграција во рамките на собранието. Во меѓувреме, нашите анализи се јавно достапни, за може цела јавност да се увери дека оваа влада не е посветена на вистински реформи, туку незин фокус е контрола врз правосудството, а тоа ќе го оправдува со популистички флоскули. И тука особена замерка имаме за Министерството за правда, кој како клучен ресор одбива соработка, игнорира експертиза и систематски ја подкопува правната држава, односно се занимава со се, само со реформи не. На крајот сакам да повторам дека СДСМ нема да молчи, напротив, ќе продолжиме жестоко да се бориме за вистинските реформи, конструктивно да се бориме за реформските приоритети, за независното судство и за држава во која владее правото, а не политичките пазарења. Ви благодарам.